Вторник, 6 февруари, кратки вести во 12 часот. Интервенција на запалена трска во населбата Црногорци имаме секоја година во овој период. Пожарот се подметнува. Извршител не е фатен. Штетата е голема по ендемичните видови што живеат таму, а во опасност се доведени и околните објекти, изјави за Супер радио командирот на територијалната противпожарна единица Охрид Борко Јанкуловски, кој уште еднаш апелира да не се палат стрништата и нивите. Покрај ваквите подметнувања на пожари, периодов чести се и пожарите на оџаци. Од почетокот на годината до сега охридските пожарникари имале 32 интервенции на опожарени оџачки канали, што значи дека од почетокот на годинава речиси секој ден гаснеле опожарен оџак. Охридската специјализирана болница Свети Еразмо ги подобри условите за пациентите кои имаат потреба од хидротерапија. Центарот за физикална терапија се збогати со 2 кади за електротерапија за цело тело, единица за криотерапија и хидрауличен лифт за базен. Ова опрема ќе влијае на подобрување на услугите за пациентите за хидромасажа и олеснување на пристапот до базенот и за пациентите кои имаат поголеми потешкоти при движењето, информираат од Центарот за развој на југозападниот плански регион, преку чиј проект е набавена опремата. Утре вечер од 21 часот ќе се одржи хуманитарна забава во Охридскиот Irish Pub Даблин за помош на Петар кој има потреба од хируршка интервенција во Турција. Сите заедно да создадеме весела атмосфера и да собереме средства за поддршка на Петар. Голема благодарност до сите вклучени во овој проект. Лугер, No Fun, The Backdoor Band, Trivox и Јоко Танески порачуваат организаторите. Петар има 22 години и боледува од ретка болест за која е потребна хируршка интервенција во Турција. Времето денес сончево и надпросечно топло со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен југозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 13 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.